За време на вчерашната жестока расправа за планираното воведување на еврото, пратениците во бугарскиот парламент буквално се степаа, а атмосферата ескалираше и на софиските улици. Во центарот на инцидентот беше представникот на крајнодесничарската партија Преродба, Цончо Ганев, кој среде пленум го оттурна представникот на партијата Продолжуваме со промените, Јавор Божанков. Сето ова се случи додека членовите на Преродба ја блокираа собраниската говорница, протестирајќи против влезот на Бугарија во еврозоната. Продавачите биле запрепастени кога див слон ноншалантно влезе во продавницата и почна да пребарува по полиците со сурлата. Шокираните луѓе ја гледаа надреалната сцена додека главата на монструозното суштество го допре таванот. Слонот алчно се нафрли врз изложените грицки, а потоа проболта голема количина крцкави оризови крекери и јајца. Откако го задоволи гладот, слонот полека ја напушти продавницата и тргна кон блискиот национален парк Каојај, објавува Њу Јорк Пост. Новак Ѓоковик се пласираше во полуфиналето на Ролан Гарос, а таму силите ќе ги одмери со Јаник Синер. Српскиот тенисер против Зверев покажа дека годините не му можат ништо. По завршувањето на мечот веќе стана традиција да изведе танц на патот кон соблекувалната во стилот на Арина Сабаленка. Ниту овој пат не изостана краткото шоу на Ноле, која предизвика Сабаленка и ја запраша: "Што ќе кажеш за ова, Сабаленка?" Сојузниците на НАТО одржаа големи воени вежби на автопатите во Финска и Шведска, демонстрирајќи ја способноста за брзо распоредување и дејствување во тешки услови според концепт познат како агилно борбено вработување, објави Defense Industry Europe. Целта на ваквите вежби е да се зголеми флексибилноста и издржливоста на силите во потенцијално загрозените области. Од 26 до 30 мај, Финска беше домакин на редовна воздушна вежба наречена JPH, во која учествуваа повеќе од 20 сојузнички авиони и околу 2000 регрути, резервисти и професионални војници. За прв пат, вежбата вклучуваше и операции на дел од автопатот, така наречениот дел Баана, на патот број 4 во близина на воздухопловната база Тикакоски во Ивескила.